Со 33 членови од различни политички партии, етникуми и верски определби, Кумановскиот совет е најброен во државата. Советниците традиционално групирани во левата или десната страна. Одлучувачки фактор е мнозинството. 18 советници од ЗНАМ, ВМРО, ДПМН, ГРОМ, Алијанса и Алтернатива. Во опозиција пак се членовите на СДСМ, ДУИ и Левица. Освен на македонски и албански, во Кумановскиот совет од 2010 година се зборува и на српски и ромски. Седниците веќе неколку години се пренесуваат и со директен пренос. Председателката на советот оценува дека соработката е добра. Мнозинството вели е константно, а опозицијата коректна. Сепак најде забелешки за предолгите дискусии на советниците. Соработката за сега после 4 години можам да кажам дека е на добро ниво, задоволително ниво со тоа што константна е мнозинството, бројот на членовите во мнозинството, што значи дека секоја одлука што ќе се предвиди од страна на Општина Куманова, а ќе помине низ координација и добро договарање со советниците, може да сметаме дека е помината. Опозицијата до сега беше коректна, често пати со излегување надвор од дискусијата, што е нормално, особено во овој предизборен период. Поред полов состав спе 15 жени, остатокот се мажи, што значи дека и на таа релација сме доста воедначени со мажите во Советот на Општина Куманово. И тоа е разноликост и по табиети, и по позиција во секој случај. Секој еден советник гледа да излезе во пресред она што до сега може да констатирам, да излезе во пресред на потребите на општината, на потребите на граѓаните на Општина Куманово, што значи дека соработката до сега, она што ќе се договориме на координација, тоа ќе се реализира и на самата седница. Јакимовиќ, кој што е втор мандат во Кумановскиот совет, но овој пат како дел од опозицијата, различно од председателката, вели соработка со власта имало само во првата година. Тој изрази незадоволство, бидејќи не бил прифатен ниту еден предлог кој доаѓал од опозицијата. 2 години гласавме поред и развојна програма и буџет за интерес на граѓаните. Но самото мнозинство не најде за сходно една точка на опозицијата да биде ставена на дневен ред. Еве, денеска имаме 57 седница на Совет на Општина Куманово, ние се уште не сме прифатиле една точка во целина во интерес на граѓаните. Ние бараме да расправаме за она за што граѓаните одвојуваат своји средства, плаќаат даноци. Претходно сум бил дел од власт, односно имавме апсолутно мнозинство. Но секој проект кој што ќе беше добро дојден од страна на опозицијата, од наша страна беше прифатен, изгласан. Од идната седница во јули Кумановскиот совет ќе функционира поинаку. Општината набави нова опрема која чини 50.000 евра и со која председателката ќе одлучува кога ќе им даде, а кога ќе им одзема збор на советниците. Целта вели е идниот совет да функционира подобро. Овој систем веќе е набавен и ќе се инсталира за јулската седница. Затоа барав и поголема пауза помеѓу седниците, за да може сето тоа перфектно да функционира, па и ние да почувствуваме нешто што е добробит. Таа сме оделиле средства за такво нешто. Спроведена јавна набавка, бидејќи се во процедура набавката на сите тие елементи, ќе стане збор за многу пософистиран систем кој може после да се и надоградува. Значи, имаме простор затоа што овој постоечки систем веќе не постојат ни резервни делови, затоа имавме проблем при целото функционирање на системот. Власта и опозицијата во Куманово не можат да се согласат ниту за опремата. Опозицијата смета дека истата е набавена само за да им се одзема збор. Па видете, да се потрошат 50.000 евра, кои што може со нешто да се реализира некој проект улица, да се направи некоја водоводна мрежа, ние потрошивме 50.000 евра за нешто што функционира. Ние имаме опрема која што перфектно функционира. За разлика што сега е набавено само оној тач да може председателката да ги исклучува колегите советници кои што бараат да се доизјаснат. И сега да се води ред, ако дојде некој што е поголем од сите нас, може да дискутира и по 30 и по 50 минути и да објаснува и да кажува што треба и што не треба, но кога се во прашање советниците, таа има начин сега поново да ги исклучува, односно да ги мутира.
Кумановскиот совет во овој состав ја одржа 57-та редовна седница, односно 7-ма во оваа тековна година. Тие одржаа и една воредна седница на која донесоа одлука за парична помош за семејствата на настраданите и повредените во трагедијата во Кочани. Во јули е предвидено да се одржи нова седница, односно градоначалникот и општинската администрација ќе одговараат на прашања од советниците.